Со нов анекс на договорот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, што треба да го потпишат јавното предпријатие за државни патишта и кинескиот изведувач Синохидро, се овозможува до извршување на градежните работи со дополнителни 186 милиони евра и ревидиран краен рок за завршување на 31 мај 2027 година, кој што вклучува уште 151 ден за добивање употребна дозвола на автопатот. Дополнителните финансии се наменети за стабилизација на свлечишта со изградба на 14 галерии, поставување на еластична одбојна ограда според европските стандарди, изградба на паралелни пристапни патишта за поврзување на населените места, како и за контролиран центар за тунелите. Со измените на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за патните делници Миладиновци, Штип и Кичево-Охрид, што ги изгласа Собранието, се предвидува анекс за автопатот толк 57 км, од кој досега се пуштени околу 40 км. Вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски истакна дека новиот анекс е неопходен поради непредвидени работи за целосно и квалитетно завршување на проектот, вклучувајќи геотехнички истражувања, стабилизација на свлечишта, изградба на галерии, паралелни пристапни патишта и контролен центар за тунелите. Тој нагласи дека изведувачот се откажува од сите побарувања до 31 декември 2026 година, а продолжувањето на рокот за завршување е условено со добра организација на работите и навремено финансиско сервисирање на обврските. Надзорот на изградбата, Градежниот институт Македонија, смета дека предложениот рок за завршување до 31 мај 2027 година е технички оправдан и реално остварлив. Автопатот кој се гради од 2014 година до крајот на минатата година имаше пуштено 2 делници – Врбјани, Ботони, Климештани, Охрид. За изградбата, заклучно со крајот на 2025 година, се реализирани 93,3% од предвиденото. Следната недела започнува првата реконструкција на аеродромот во Охрид, прва од неговата изградба, соопшти вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски. Тој истакна дека во последната година и половина биле завршени тешки процедури за легализација на аеродромот, кој претходно формално не бил внесен во инфраструктурните регистри на државата. Следната недела почнуваме со реконструкција на аеродромот во Охрид, прва реконструкција од тој тип од неговото градење. Инаку доскоро беше нелегален објект, го имавме пред нас, но на хартија го немаше. Успеавме да го легализираме, што беше тежок процес поради потребата да се впише целата инфраструктура, изјави Николовски. Реконструкцијата според него ќе овозможи зголемен број на летови и патници, при што туристичкиот сообраќај кој се концентрира на Охрид, додека бизнис летовите ќе се насочат кон Скопје. Министерот најави воспоставување директна авионска линија помеѓу Македонија и Саудиска Арабија. Веќе поминавме протокол за договор со Саудиска Арабија. Очекуваме во следните месец дена да го преговараме, да го потпишеме и да имаме директен лет од Саудиска Арабија до Скопје, од еден од тамошните аеродроми, рече тој. Николовски додаде дека авиосообраќајот во Македонија значително се развива со воспоставени 23 нови дестинации од домашните аеродроми, што е историски резултат за земјата и ќе ја зајакне поврзаноста на туристичките и бизнис центрите. Бројот на жртви од поплавите во бразилската сојузна држава Минас Жераис се искачи на 46, додека 21 лице се води како исчезнато, соопштија властите. Поплавите и свлечиштата сериозно ги погодија градовите Жуиз де Фора и Уба, оддалечени околу 110 км, при што околу 3600 лица беа принудени да ги напуштат своите домови. Иако дождовите престанаа во вторникот навечер, властите и волонтерите продолжуваат со обезбедување помош за загрозените жители. Градоначалникот на Жуиз де Фора, Маргарида Саломао, ги повика жителите од високоризичните подрачја да побараат за солниште. Сојузната влада на Бразил забрзано реагираше со испраќање здравствени тимови и експерти за национална одбрана за да помогнат во справувањето со последиците од природната непогода. Поплавите и свлечиштата во регионот стануваат се почеста појава за време на летната дождовна сезона која трае од декември до март, носејќи интензивни врнежи и сериозни природни непогоди. Овој февруари Жуиз де Фора забележа највисоко ниво на врнежи во својата историја, повеќе од двојно над вообичаените количини за овој период.
Иран и Соединетите Американски држави одржуваат нова рунда преговори во Женева со цел решавање на долгогодишниот нуклеарен спор и спречување на потенцијални американски напади поради натрупувањето на воени сили во регионот. Преговорите следуваат посредбите од минатата недела каде посредуваше министерот за надворешни работи на Оман Бадр Ал-Бусаиди. Специјалниот американски пратеник Стив Витков и Джаред Кушнер, зет на американскиот претседател Доналд Трамп, ќе одржат индиректни разговори со иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи. Трамп во своето обраќање за состојбата на нацијата нагласи дека се залага за дипломатско решение, но дека нема да дозволи Иран да поседува нуклеарно оружје. Подпредседателот на САД J.D. Венс додаде дека Иран не може да има нуклеарно оружје. Соединетите Американски држави собраа голема воена сила на Блискиот исток, предизвикувајќи стравување за регионален конфликт, додека Иран се закани со силна одмазда во случај на напад. Трамп истакна дека Иран мора да постигне договор во рок од 10 до 15 дена, предупредувајќи дека во спротивно ќе се случат навистина лоши работи. Аракчи изјави дека Иран сака брз и праветен договор, но нема да се откаже од правото на мирнодопска нуклеарна технологија. Врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, се соочува со најсериозната криза во своите 36 години на власт, додека економијата страда од санкции и обновени протести. Се очекува и шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија да присуствува на преговорите во Женева. Времето денеска е сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Во Скопје е сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во крајот на неделава и почетокот на следната, подрачјето ќе биде под влијание на висок воздушен притисок. Се очекува претежно сончево време со мала до умерена облачност, освен сабота кога ќе има повеќе облаци. Од петок по долни котлини ќе има услови за појава на утринска магла.